Абе види Жарен, не мислиш дека е време за една специјална емисија за еден на еден, мислам, годинава? А на што мислиш? За Викторија Лоба во долна облека. Мислам на што мислиш во моментов. Во моментов мислам на Маријана во долна облека. На што мислиш за специјалната емисија, бе? Таква емисија со посебни ликови што не добиваат често, значи по телевизија, да имаат онака простор да си кажат она што мислат. Онака талентирани ликови имаме и ние, мислам, одржаваат, не знам дали пратиш. Има, може. Мислам, јас имав идеја за еден гостин, да му дадем онака шанса да си ја каже приказната. Супер, дај повеќе детали за него. Јас мислам дека го знаеш многу добро. Баш кај харизматичен, комичар е, актер е, има многу интересна, мислам, го сака народот, баш е многу блиску до тебе. Мислам, поблиску од колку што мислиш. Ја би го викнал Коцев, ама беше еднаш сезонава. Да. Може пак. Беше. Вечерашни гости, Facebook фанови. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски. Здраво, јас сум Жарко Димитриевски, нова еден аплауз за Пеперминт! Почнувајќи од 1990-тите, Македонија се уби од затворање на фабрики, ама дојде живот и затоа има една ново отворена македонска фабрика за која нема зима и се повеќе не прославува низ целиот свет. Тоа е македонската фабрика за лажни вести! Fake news! Велес Rules! Не само што работи Велешкава фабрика и останативе фейк ньюс фабрики низ Македонија, туку растураат. Се отвораат нови погони, се штанцаат приказни кои ги читаат се до Белата куќа. Наводно, тоа веќе го знаете, најмокниот човек на светот на функција дојде токму со помош на македонската, Велешката фабрика за лажни вести. Трампот дојде на власт преку Велес. Сепак, да не се чудиме, Трамп е така малку помаранџест, а Македонија има навика на власт да носи портокалови лидери. Од носталгија му помогнавме на Трамп. Тоа беше од носталгија. Портокалово. Има добра и има лоша вест околу македонската фабрика за лажни вести. Добрата е дека, иако е фабрика, не пушта PM10 честички, значи не мора да носиме газ маски. А лошата вест е дека фабриката го труе мозокот на целиот свет и не само за политика. Фабриката за фейк ньюс пред неколку недели повторно ги вклучи погоните и го произведе Дарко Грнчаров. Сте чуле за Дарко Грнчаров? Ти знаеш за што се работи. Знаете кој е? Слушајте го ова сега. Дарко Грнчаров наводно е тенисер од Македонија. Иако на интернет не може да се најде ништо што сугерира дека Дарко е тенисер. Сеедно тој во некоја си интервју за некоја си Radio 5 Live вели дека нема да учествува на тенискиот Grand Slam, пази Australian Open, се додека не биде променето името на арената Маргарет Корт. Таму се одржува турнирот, меѓу другите терени. Зошто Дарко не сака да настапува? Затоа што Маргарет Корт е поранешна австралиска тенисерка која се залагала против истополови бракови. Значи, до толку живот дојде во Македонија, што непостоечки тенисер се бори за геј права на измислено радио преку измислени вести. Тоа се дешава. За информацијата се заинтересирува BBC. За оваа храбра изјава на Дарко, лично, верували или не, му пишува Серена Вилијамс. И тенисерот од Македонија станува звезда во тенискиот свет. Но само неколку кликови на новинарите беа доволни да истражат и заклучат дека Дарко единствен пат на официјален меч се појавил во 2015 во Црна Гора и замислете,
Загубил. Изгубил. На единствениот меч што го имал. Изгубил. Прашањето е докаде е стигната работата со лажните вести и дали воопшто можеме да се вратиме назад за да ги оправиме работите. Значи има секакви вести, буквално секакви вести и не знаеме што е вистина. Дали стварно Зоран Заев на вистина го продал името за 2 канти злато, една за него, една за вицето? Дали Никола Груевски го направил свој клон, сами од себе си се направил во клон и го оставил да владее со ВМРО и го крстил христијан? Или дали водителот Жаре на вистина одбил понуди за брак од Викторија Лоба, Елена Ристевска и Маријана? Мислам, не знам веќе што е вистина, што е фейк. Фабриката за фейк ньюс е сериозно силна, но и сите ние сме дел од проблемот. Зошо? Пошто мораме да почнеме да ги читаме текстовите наместо само насловите. Да провериме пред да споделиме нешто. Да побараме втори, трет извор за веста, да видиме кои се бе тие медиуми што ја објавиле веста и полека така ќе ги исчистиме сите тие фейк фабрики. А убавото е што со затворање на оваа наша фабрика за фейк ньюс, со неизиното затворање, никој нема да оди во стечај. Никој, евентуално 2-3 велешани, ќе останат без джепарац. Тинејџери. Но бидејќи е дојден живот и за да не ги оставиме без работа, имаме повик, ги повикуваме сите фейк новинари да ни пратат CV на следната адреса за да ги вработиме како сценаристи во 1-1. Значи фейк новинари, пишете ни на следнава рил адреса Ирвин Меджик Джонсон 32 7000 битола. Пишете ни. Пишете ни. Ќе ве вработиме. Поставете и валиден доказ дека сте фейк новинари, нормално за да знаеме дека сте на вистина, ќе смислите нешто, а сега ние ќе одиме со нешто што не е воопшто фейк, напротив, ова се многу реални ликови, или барем се надеваме, ќе видиме. Тоа се сепак интересни ликови кои што се пријавија сами за да бидат гости во 1-1. Имавме повик на Facebook во кој побаравме обични луѓе со необична приказна, која е доволно интересна за раскажување и денеска ќе се запознаеме токму со нив. Аплауз за нашиве гости, Facebook гости! Facebook гости! Ако сакате повеќе енергија наутро, а подсвр сон навечер, Good Nature ги има чаевите. За добро утро и за добра ноќ. Само пазете да не ги смешате двете. Уште неколку денови доаѓа и пролет, па редно е да се почастиме со патување. Одете си на savana.mk, одберете од многуте понуди за Великден, за 1 мај, за 24 мај, или едноставно ставете си датум и место, другото оставете им го на нив. Ние продолжуваме со 1-1 и нашите Facebook гости кои што ќе дојдат сега. Мишо Димковски е нашиот прв гостин. Доаѓа од Куманово, тој е автостопар што поминал 35.000 километри. Но Мишо Димковски исто така познат како Евгени Хоуп. Евгени Хоуп. Браво. Како си, господин Евгени? Одлично. Јас сум само Жаре. Јас Не сум ни два Жаре Хоуп, идентитета, ни знаеш. Жаре Поуп. Евгени Хоуп е, како му доаѓа, псевдоним? Псевдоним, да, затоа што сум писател. Потоа што пишуваш Да, книги? Милош Димковски спознав работите, Евгени Хоуп ги раскажува. Ми се допаѓа ова. А Да. работите за раскажување се поприлично интересни. Ти 2014 тргаш автостоп да си одиш. Да, Швајцарија тоа беше. Бев на роднини, знаеш, кај ни пријатели. Добро. И од тоа што почна целата таа подготова, мислам со години се планирав да тргнам на автостоп, но тоа ще се случи. Прво Значи, 20 ти си сакаше километри. подолго време. Да, Си прво. имаше зацртано, ја некојаш ќе одам автостоп. Да, никој не ми веруваше, ми ме плаше дека ќе ме убијат. Па реално, Но уште сум еден од жив и здрав. стравовите се тоа бе, или не? Не, имам нешто што ме чува, знаеш. Ако бе, добро, добро. И така почнаме прво 20 километри, по 100 километри за еден ден, па еднаш неколку пати до 700 километри догора. 700 километри во еден ден, да. Добро, тргаш ли со пари, знаеш, бидејќи автостоп, окей, те вози некој друг, ама сигурно по 50 евра нешто мораш да имаш од джеб. Па имам на картица, да. Мислам за да преживеам, буквално не плаќам смештај, не плаќам Добро. транспорт, само за храна, за пиење, кај за забава. спиеш? Каучсерфинг платформата ми е најраспространета. Мислам, одиш кај луѓе што никогаш ги немаш ни сретнато во живот. Спиеш наоѓаш кај на нив. интернет? Да, да, тоа е као една Facebook страна, као интернет платформа. За вакви, За патувачи, речеме, да, за и тоа е многу патувачи. актуелно дури кај нас. Луѓето се таму пријавени, јас сум човек што имам место за спиење, бујрум кој сака нека дое. Да, бесплатно Airbnb ти е тоа. Тоа е Ја ги бесплатно. дам Airbnb. буквално и луѓето кои Па нема ништо од што да се Ништо, плашиш. да, да. Па апсолутно. барем до сега супер е се. Вау!
Ај чекај малце, да фатиме од почеток. Ти прават ли проблем на граница, бидејќи не е баш... Не, еднаш кога слета во Германија ме прашаа дали имаш дрога со себе, викам не, и да имам не би ја кажал. Точно, да, кој би рекол, а како не, сакаш евети. Значи, без проблеми по граници такви работи. Да. Непознат, бидејќи сите ти се тебе непознати во кола кога влегуваш. Никогаш не си ги видел во животот, така? Точно. Колку да речеме најдолго се чека за превоз, бидејќи сите сме виделе луѓе палчето крената, не знаеме колку време се таму. Првите години имав толку голема среќа, некогаш за 5 минути наоѓав автомобил, 10 до час време. Некогаш ме фаќа некој малер што и по 3, 4, 5 часа после. Тоа се случи сега во септември кога стопира во Шпанија. Никога не препорачувам да стопира таму. Во Шпанија најмалку се Ужасно стопира, функционира. Човече. А каде највеќе? Најлесно? Германија, Белгија, Италија, добро Италија така и така, Франција прилично. Значи Интересно Германија беше. би одвел како Најлесно, да, и автостопери. излезеш на бензинска пумпа и можеш по 400-500 километри без престане да се движиш. Препоставувам си се возел со луѓе секакви. Да. Така? Може да се каже. Фера да се каже. Да, и до сега супер поминало без никакви проблеми. Добро. Кој ти е најфасцинантен вака лик што си го запамтил? Не мора еден, двајца, не знам. Најфасцинатен. Толку многу имам животни приказни слушното што не се ни сеќавам на сите, но знам многу пати луѓето почнува да ми се отварат пред себе. Ми кажува за нивните проблеми, за нивните како некој ја варал жена си. Си ги за некои кажува вонбрачни како на деца, психијатар. Да. Затоа што знае дека никогаш нема да ме видат. Кога имаш момент да се отвориш пред некој, тоаш сета тага и мислам на тежина излегува тебе. Па можда е поради тоа што баш не те знаат. Па да, баш затоа. Прв пат те гледам. Па знам дека више никогаш нема да ме видат. Да, и ќе ти знакаже се. А ти ги советуваш онака Па и мислам ми изиграваш зависи. психијатар? Па да, затоа што попримиш малку од нивна енергија на себе, али мора. Кога те водат без пари, така што мора да се жртвуваш. Апсолутно. Во Португалија те качил новинар што после тоа си направил сторија. Да. За Тоа беше тебе? Да, тоа беше многу фасцинантно, затоа што се бавам и со пишување, мислам годините го научив да летам и таа цела приказна сите тие 35.000 километри. И со години имам замислувано како да најдам издавач на тој начин што ќе се поврзам со некој што ќе ме качи во авто. Тоест, Ајде. ми каже да, јас сум бестселер писател на илјадници тираж има продадено, потоа тоа водеше во едно авто, жената во неговата жена во друго. Го одведе кај него во куќа ми покажа како и потоа ми кажа ќе објавам јас репортажа за тебе во еден од најпознатите вестници во Португалија. Излазеше да ме денот кога запознав Милош Димковски. Така се вика Да. насловот, а? Така Да. беше. Кул, и што се случи после тоа? Не знам. Па ништо се да во Кјар контекст. од кај кјар сега? Има некој кјар од тоа? Па или? и мислам во преговори што сега чекаат англиски превод на книгава за да може да конкурира. Тоа е добро, тоа е веќе добро. Ќе збориме за книгава, ќе те прашам. Се случува ли лошо нешто, не знам, од типот некој да ти рече, искачи сега, доста ти е или нешто Па, така, Имам еднаш во Германија требаше да одам на Полска затоа што наредниот ден требаше да стигнам на Woodstock фестивал и од 150 километри што бев оддалечен на крајот од денот завршив на 350 километри. Како така? Па затоа што човекот не знаеше англиски ме качи во еден негов автомобил, беше од Украина, постар и потоа кога видов дека се оддалечувам од градот од Щечин каде што требаше да одам, ми каже излегуваме надвор. Ако влегов во Полска, автопатите катастрофа, дивина, немаше жив човек. У Полска? Да, и потоа мора да фатам, ме стопирав до Вроцлав, под Вроцлав цела вечер се возев до Щечин, преспав 2-3 сати, потоа со пријатели што тогаш ги запознав, заминав на Вудсток. Абе, чекај. Ти од 2014, пример, како му доаѓа? Колку време си на пат? Па, Знаеш, прошле 4 години скоро. 2014 бев месец и пол, потоа Добро. 2015 2, па потоа по 3 месеци, тачно 90 дена. Аха, значи ти како на одмор си одиш фактички. Па на одмор, Си да. викаш тргам сега Да. и како тргаш од Скопје? Со што? Со авион, мислам, има ефтини карти, така што... Значи ти фаќаш до Германија, пример, Да, и така. таму Од тага, ќе шетам се птица автостоп. слободен од кафе. Шиба. Девојка такви работи прифаќа или не прифаќа? Како мислиш? Па- Да, најдобро е машка-женска комбинација за стопирање. Ако Да? не функционира што тебе ќе ја пуштиш неа, таа одма наоѓа. Точно. И после ти од грмушките искачаш. Ама јас сум тука. Кул. Да, супер е тоа. Тоа значи дека си бил со девојка на автостоп? Па имам неколку пати, но на кратки рути. Аха. На
пријатели. Во главност патувам сам, или кога ќе патувам со некој се спокараме толку што очи не ќе да се види. Кул. Кажи ми со македонци, како темперамент. Кај се луѓето најблиски, најслични, Па секој преку интернет, знаеш, тука на Facebook си имаме секој со секој во Македонија, посебно нешто се бава со уметност, тогаш кога например во Германија отидам и многу луѓе ќе ми пишат: "Еј, ти си тука, дојди демек." И тоаш се запознаваме и се зближуваме всушност. Кога одиме во странство. Иначе одлично е. Например, тука можеби никогаш не би се зближиле, кога што ќе се зближиме во странство со македонци. Така препорачуваш ваков тип на авантура на луѓе? За секој, само малку да се создрее, да се спознае себе си дефинитивно, мислам Да. тоа е неизбежно. Стравот како се преминува? Па ќе забраниш му да поставува прашање. Така? Да, ако прашуваш што ако, ништо Ќе се нема да зезнеш, постигнеш, да. Добро, и во книгиве пишуваш за твоите фактички случувања што си ги Тоа е метафорички. или малку го зачинуваш? Па метафорички е представена целата содржина. Колку книги имаш? Една ли? Ова е трета поред издание, да. О, машал, Да. машал. Со книжевно заврши сега да. Евгений Хоуп, Хоуп, така да. така ти е псевдонимот да речеме, да. значи авторот тој треба да си биде. Да, книгата Пример е- некој ако сака да си купи, кај да си ја купи? Во Матица. Во Матица. Пицаријата во Браво, Матица. окей, одлично. Значи Мишо Димковски или Евгений Хоуп, 26 имаш, уште Да. доста имаш веројатно да Па, стопираш до Имам да женачка. стопирам, али ще сега сам малку да сменам некој да ги надминав сите овие достигнувања што ги имам со време. Така, одлично. Браво. Мишо, изволте еден good nature. Опа. Не можеме да те одвеземе до негде, ама ете good nature. Браво, Мишо. Благодарам. Продолжуваме со еден супер интересен талент. Да, погледнете, за него се пишувало и по вестници, се бил на школата на Барселона присутен. Има полно интересни работи, значи фактички тој треба да биде нашата следна фудбалска гордост, како Панчев, како Пандев, како Најдовски, како Величе Шумуликовски. Да, тука е Ренато! Ренато! Господине, чест ми е, како си? Со дрес. Здраво, мама, така? Да. Повели? Мама Флора. Ренато, тука можеме и да го видиме Ренато како игра. Имаш и медали, имаш и дипломи, имаш овде милион интересни работички. Кога почна Флора Ренато да игра фудбал? На само 4 годинки. На 4? Како кој го гледа? Од физичко учителот или како му да? Или вие си го видовте? Од градинка воспитувачка. Аха. Да, беше случајно. Сите дечиња најнормално во занимална се играат со играчки, Ренато беше сака единствениот со топка, да. И не е со рака да шутира да Не, прави, не него со нога. само клоцање. Да, клоцаше како бебенце? Па да. Да, уште од тогаш. Тоа е добро. Официјално како тренинг, кога го пуштивте во школа? Вака почна во Вардар. Добро, браво. Да. Со Павел Неделковски го зема. Со него почна неколку тренинзи, но меѓутоа дека он беше најмал и немало можност за во таа школа и меѓувреме се отвори школа за деца Мондано. Добро. Да, и таму почна да тренира и видовме дека од ден на ден се подобар. И решивме да видиме, да пробаме кампови кај што ќе има. Браво. Првиот камп ни имаме роднини во Хрватска. Супер. Да, и ни кажа дека доаѓа од Барселона. Така, И во Умак. Во Умак, да. Одлично. Да, таму отидовме, го пријавивме од 200 деца, ја доби главната награда. Браво. Меѓутоа тоа после месец дена ни јавија за главната награда, нели они таму сигурно си има некоја селекција, гледа, снима. Сега ќе го имаат во предвид веројатно за понатака, така? Најверојатно. Сте во контакт уште со нив? Па оставивме контакт, да, оставивме за да сака да го следат, Одлично. да го видат како напредува. Па ќе видиме, останува на него жилбата, љубовта кон фудбалот, па ние сме само подршка. Ренато, што ги гледаш сликите, ти ни ги донесе, ги знаеш. Децава другарчињава што ти се да речеме, си играат со супермени, бетмени, со што си играат? Не знаеш, Не ги имаш видено. Ама ти си играш со фудбал, паради тоа ги немаш видено, ти со топката изгледаш цело време. Фудбал и само фудбал, а? Да. Кога доаѓаш дома, пример на YouTube, што гледаш? Фудбал. Строго фудбал. Да. Кој ти е омилен спорт?
Фудбал, препоставував, да. Препоставував, одлично. А имаш ли омилен играч, некој што сакаш да бидеш како него? Да. Кој е тој? Кристијано Роналдо. Кристијано Роналдо, а сепак доаѓаш со дрес Барса. Да те знае Кристијано Роналдо. Ако те чуе Кристијано Роналдо. Од секојаш го сакаш него, тој ти е најомилениот. Ама јас сум чул дека и добро го имитираш. Кога ќе даде гол, нешто прави Кристијано. Како прави? Може да ни покажеш? Покажи ни како прави Кристијано Роналдо. Тоа е многу добро. Убаво е што го поддржувате. Убаво е што го носите и на кампови во странство и се до тоа. Во моментов тренира во Академија Пандев. Така. Значи Кул со Пандев. нашиот најдобар фактички, и се надевам дека ќе има многу успехи понатаму и дека ќе може да не представуваш и во светот, па и еден ден да заиграш за Барса или за Реал, како сакаш. Реал. Сега, може да ни жонглираш нешто? Да? Ајде, видиме. Одлично. Фантастично. Дај ја да пробам. Толку Ѓоко, не можам повеќе. Ренато беше тоа! И good nature чајчиња за Ренато, и витаминка за Ренато. Само напред. Чао, мама, фала што го донесовте. Фала на Ренато да поканата. пукне и се гледаме пак. Чао. Не ве видов, само да го ставам од Ремингтон. Подготвени сте да научиме нов збор? Ајде. Денеска зборот на денот е шемо меджамо, што на грузиски означува кога продолжувате да јадете откако сте веќе најаден. Шемо ме джама. Токму таков сум и јас кога пијам чај. Пијам едноставно и откако ќе го испијам чајот, а и правам доседни скечеви и откако ќе ми речат доста досаден си. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добар чај, добар чај. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Придружи му се на зајачето во неговата великденска авантура. Тоа треба да го пронајде пријателот кој ќе може да ја поправи машината за правење великденски јајца. Ќе најде ли помош на време? Открива новата 3D сликовница на просветно дело. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда Ford Go Further, а тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win.
Прочитај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патувај проверено. Пролетни патувања со Савана. За Великден низ Италија и Швајцарија за 275 евра. Кападокија за 255 евра. Јужна Италија и Сицилија за 295 евра. И многу великденски аранжмани низ стариот и секогаш возбудлив Балкан. Резервирај веднаш во Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за. Знаеш дека си во фиеста ако насред семафор го оставаат точокот за да ти влезат во кола. Знаеш дека си во Форд Фиеста ако сите сакаат да се возат со тебе на кај град. Знаеш дека си на фиеста ако ти е преку глава од гужви и немање паркинг. Знаеш дека си во фиеста кога сите околу тебе живеат во 2018, а ти во 2018. Знаеш дека си во Форд Фиеста кога остануваш да ја дослушаш својата омилена песна, иако веќе си паркирал. Следна! Да видиме! Повторно од Кумано! Да, ни доаѓа една девојка од Кумано, која што слика актови, не актовки. Слика актови. Што се актови? Ке ни каже сама. Се вика Маријана Павличек! Маријана! Здраво, повели. Ова е за тебе. О, пари? Не е пари, за жал. Пишува окей. тука убава. Вика вака, за жаре, вика не се загледувај премногу во фотографијата. Да видиме. Фантастично. Многу убаво. Ќе си го носам дома. Нека седи тука. Значи, акт. Што е акт? Значи, акт фотографија е всушност да отсликаш некое голо машко или женско тело. Така, со други зборови, слекви се, јас ќе те сликам. Да, така, поедноставно. добро. Павличек, од кај е ова презиме? Како Од да има Чешка. нешто чешко, да. Да. Да, како ти е потекло од чешко? Многу сложено. Дебе, зошто? Па, По баба, по нешто? Од Дедо? прадедо ми, тој е од Чешка, дедо ми е од Хрватска, а јас живеам во Македонија. Ајде, шо бараше? Сложено е многу. Си одела таму, си шетала? Да. Да? Ти се допаѓа? Да. Таму полесно наоѓаш голи тела или тука? Зависи. Си сликала во Чешка некој? Не. Не, а? Хрватска? Па да, имам. Да? Кул. Добро, ај вака да трнеме. Имаш дипломирано туризам, значи воопшто не е професионално поврзано со сликањево. Па зависи, сега во последно време и травел фотографија работам, патувам и се сликам. Ти помага, да речем. Да. Колку си сликала различни луѓе до сега? Па потешко е да се најде модел, посебно во Македонија. Предпоставувам. А соработувам со околу 5-6 модели. Не е лесно да се најде модел, предпоставувам. Не е воопшто.
Приоѓаш ти или има и случаи кога некој знае дека сликаш голи и вика, слушај, јас сакам гол да се сликам, ти да ме сликаш? Зависи, значи на почетокот многу ми тешко беше да ги натерам да се совлечат девојкиве. А подоцна самите се јавуваа, може да ме фоткаш и слично. Добро. Некои ми бараат пари да ги фоткам, некои не знам. И нудат ми дават пари, да. Овие што даваат пари за да ги фотнеш, поише се за приватни архиви, приватни, така? Не е демек сликајме по објавувај по изложби. Добро, со што највише се соочуваш кога имаш пречка, тоест кога не сакаат? Што ти викаат? Зошто не сакаат? Па не сакам главата да ми се гледа, сега на изложба ќе ме видат мама, тато, дечко ми, посебно проблем имам со оние што имаат дечковци. Со дечковци, добро, добро. Друго нешто што викаат? Па тоа е најголемиот проблем. Тоа е сепак. Да. Да, разбирам. Само девојки сликаш или не? Па имам понуди за машки. Добро. Но сепак многу е тешко машкото тело да го представиш, бидејќи женското е сепак сензуално, поедноставно може го представиш, додека машкото е малку погрубо. Да. Си сликала машко или не? Се уште не. Се уште не. Дали сакаш Ѓоко да го сликаш, например? Не жаре. Види го. Може. Може, не зезе. Дали ти е страв дека докато го сликаш некој доволно секси као Ѓоко, например, што е? Ќе се заљубиш? Не. Еј, не. Не. Например, мене, например, сега. Например, тебе може би. А, не, нисте. Не. Договорено. Сакаш сега? Не. Со мобилен. Одлично. Што е пресудно да одбереш некого да сликаш? Значи, дали строго физикус те интересира или треба да е одреден карактер за да се даде во фотографијата? Па, битен е карактерот. Добро. А најбитна е идејата која имам замислено. Телото не е толку битно, може да има и плюс килограми, така да тоа се сепак ќе го представиш на убав и свој начин. Те разбирам. Имаш и освоена награда за фотка. Дали е случајно ова или не? Не, тоа е друга некоја си, значи, добро. имам освоено второ место во Хрватска, односно сребрен медал. И сега, предходната година ми влезе фотографија во најдобри 100 од Балканот, која беше организирана од Никон. Супер, тоа е добро. Од производителиве на фотоапарати. Да. Добро, и кажи ми последно, ако треба да сликаш по еден, значи зависи машко, женско, од ВМРО и од СДС, кого би сликала? Може ги комбинираме. Може, заедно да бидат? Да. Кои би биле? Не знам. Илија Димовски? Може би. Може, да. И од СДС, Илија и... Премиерот ни е доста годен. Фантастично. Маријана Павличе! Не ја оставаме без чаеви Good Nature и знаеш што? Бидејќи си ти така артистичка душа, да речеме, имам за тебе Ли Чайлд, 61 час, Джек Ричер од Просветно дело. Тоа беше Маријана. Гледате 1 на 1 сезона 9. Овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Продолжуваме. Да видиме кој е следен. Одлично, баш се радувам. Значи, ова е човек што има преку 400 автограми од познати ликови, далеку од само балканци, него од цел свет. Филип Евтимовски! Доаѓа од публика. Здраво, Филип. Здраво. Ти си доста млад човек. Кај си собрал 400 автограми, бе, Филип? Кога почна да собираш? Па, во 2009 година, прво како детско хоби, ама трчање по познати, ама од 2015 година малце посериозно. Значи ти како папараци само наместо да ги сликаш, им викаше може автограм? Да. Така. Колку пати си рекол може автограм? Стотини. Многу, така. Добро. Ти се допаѓа оваа слика? Филип, одиме вака. Околу 400 се на број. Да. Најфасцинантен од сите кој е? Путин. Кај го најде Владимир Путин? Па автограмот на Путин го добив како подарок од руската амбасада за мојот роден ден. Значи како си бараш официјално, викаш ве молам дечки вака и вака? Јас испратив барање до рускиот премиер Медведев
пошто следеше да речем некои контакти со руската Може амбасада. да ни го покажеш од Путин во меѓувреме додека ни зборуваш? Чисто Од да руската видиме. амбасада кои ме поканија по повод националниот ден на Русија во 2015 година да бидам нивен гостин. Не се бриш. Браво, фантастично. Ама чекај, имаш уште едно руско гледам. Па тоа е автограмот на Медведев кој го побарав, а тие ми го дадоа Путин како подарок за роден ден. Браво, фантастично. Ти го побара Медведев, го доби Путин. Да. 2 муви со еден удар. Си заврши работа. Кој ти беше прв автограм? Па прв се сеќаваш? Од една, кога да речем, локална звезда, Добро. позната во Битола, Сашо Паркет. Супер. Мора да се почне од негде, Сашо е супер започнување. Добро? За подоцна да од попознатите светски лидери, Франсуа Оланд, поранешен председател на Франција. Одлично, браво. Добро, со колку да речеме од овие луѓе директно им земаш автограм, лично? Па има 50-тина, така да. Така? Кои биле најетаблирани имиња што би ги знаеле? Па Лично. Груевски, Добро. Заев. Ајде на брзинка чисто, кај ги наоѓаш? На пресови, на нешто? Па Груевски на неколку пати, ама најчесто на митинзи. Добро. А чекај, еднаш му имаш земено? Еднаш успешно, еднаш неуспешно. Така, еднаш успешно, еднаш неуспешно. Како беше успешниот? Се буташе нешто, правеше озбилно, стварно како се стига? Па, И кога малку го потешко. зеде? Во кое време? 2016 година парламентарните избори. 2016. Малце потешко поради доста високо обезбедување има кои Нели? не толерираат воопшто пристап. Ма какви автограми? Добро. Ама? Успеа? Ама некако успеав. Добро. Некако. Заев? Исто така со силно Исто обезбедување, со гужва, со туркање. Каде беше? На Широксовка. На шетња го фати фактички. Добро. Значи ти се случува да не си подготвен. Да. Него го гледаш и си викаш готово сега е моментот. Мора. И шо приш? Пенкалце, ливче, нешто наоѓаш? Секогаш јас сам себе си носам, како да речам, како оружје. Браво. Паметно. За Зашто не во секој знаеш кога случај. може да налеташ на некој. Тоа е добро. Океј, имаш ли некоја тактика? Онака тактика да натераш некого да ти даде ако не ќе автограм. Имаш нешто или не си? Па ќе кажам голем, јас сум ваш голем фан, многу ве сакам. Иако не си, но нема везе, добро. Такви работи, а? Ве пратам од мал. Добро, стандард. Ја така се пуштам на девојки, например. Ваш голем фан е на друга, ама ништо. Вака се, Заев, Груевски, Ѓоргиевски, Путин, Меркел, не знам. Имаш од Ким Кардашијан? Имам. Имаш. Имаш од Софија Лорен? Да. Имаш. Имаш ли, кој ти е следен таргет голем? Па, тоа е шведската група АБА и Джеки Чен. Баш ли, браво! Браво! Одлично. Како се сретна со српската принцеза Јелисавета? Како се сретна? Па јас испратив едно писмо до неа, арномото писмото стигна пред таа да тргне на аеродром за Охрид и Битола. Добро. И таа во авионот го прочитала на пат за Битола и Охрид. Добро. Моето писмо. И едно утро изненадно ми се јави на телефон, Филип те бара една принцеза на средба. Јас Мислам обичен вторник. изненадно најдоа ме бројот? повика. Преку заеднички пријатели Битола не е толку големо место и секој се знае со секој, преку еден, преку друг стигна до мене. Значи принцезава те побарала? Да. Вау, тоа е добро. А има принцезава, има принц? Има. Има, но ништо не правиме. Добро, океј да, нема везе. И те најде во Битола самата таа, значи се договоривте или како му Ме дојде? повика на средба за 5 минути ми се јави, а за 5 минути биде таму и И дојде и си зема. Браво, фантастично. Си помислил ли да ги продадеш? Па, искрено некогаш да, и сработи се сепак за доста голема вредност, тука се 400 автограми, сите имат солидни вредности има. Би било некое мало или поголемо богатство, ама Браво. не размислувам. Колку оди еден автограм на човек како Путин на такво нешто? Валјда си побарувал на eBay, eBay. Сум побарувал. Путин можда и од над 5000 до 10.000 евра, зависи. Не зезај. Добро, доста добро. замашна сума. А помал некој средна класа, Груевски, колку можеш да го шитнеш? Па, морам да кажам дека многу доста редок, ама... Редок е? Редок. Подписот на Груевски, вау, кул, добро. 100-200 евра. Може да му лапнеш, а? Браво. И за крај да те прашам за нешто многу интересно, а тоа е дека земајки автограм од него, ти фактички малку си се спријателил со председателот на Републикава. Токму така, значи... Како со се него- викаше?
Ѓорги, ба. Не, ти како се викаш? Се зезам, не. Да, како стигна со нашиот председател да биде Па пријатели? од една средба кај што побарав автограм, то прерасна ми зедоа контакт, потоа ме покани да бидам почесен гостин на годишниот дипломатски прием. Браво. Па на секоја посета обитола ја искористувам приликата за да се сретнеме. Браво, каков е приватно председателот наш? Морам да кажам дека јавноста малку има погрешна перцепција. Нели? Многу е пријателски настроен, се однесува со мене како да сме долгогодишни пријатели. Браво, добро, кул. А зошто мислиш дека погрешна перцепција имаат луѓето? Па не знам, може да не го запознале добро. Не го запознале добро. И ја мислам така. Значи, ништо не ми преостанува освен да ти посакам да ги најдеш сите буквално што ти се желба, не само Аба и Джеки Чен, него кои да се понатаму, нели да ги собереш и еден ден шо и да ти е кеф да направиш со сите овие книги, тоа и да биде. Така да ти благодарам што дојде. Многу ми е кеф. Ти Good Nature чајови. You know it. Следен гостин за кој ја не би трошил време во најави, само ќе го покажеме. Дојди Рубинчо, ајде, дај го. Сврти се на кај таа камера. Hell yeah. Вау, да, тоа е Рубинчо Трајковски или во моментов си како лед робот. Полека, немој да ми паднеш тука. Здраво, како си? Супер. Ќе може да седнеш? Да. Да. Вау. Полека. Oh yeah. Као господин. Као господин. Вау! Рубинчо, ти си третиот член на Daft Punk. Па да. Да, Први во Македонија. Може да бидеш. Кул, окей. Шо е сега работа? Вака, ти имаш едно одело. Ова се вика во моментов си лед робот. Точно. Имаш и второ одело. Точно. Кој не го знаат уште јавноста. Точно. Се вика Mirror Man, а после ќе го покажеме ние. Ти фактички со лед роботов имаш настапи. Точно, да. Така? Каде настапуваш? Па моментално веќе една година настапувам низ скоро сите клубови, дискотеки низ Македонија. Клубови, дискотеки, такви работи. И шо е шоуто? Шо има у шоуто? Шоуто е лед робот со разни ефекти и бои, така? ласери на рацете и користам исто CO2 пушки кои има во моментот. CO2 пушки? Да. Ти ли го правиш загадување ове? Па да. Делумно. Да. Кажи ми, те видел некој без одело? Најблиските. Најблиските. Да. Тоа е добро. Ја би го држал исто вака, да не те знаат. Тоа е одлично. Рубинчо, ти оваа идеја, пази, многу е несакојдневна. Мора да си видел негде нешто па да ти дошло како идеја твоја, така? Точно, да. Кај имаш ти видено вакво нешто? Работев 10 години на бродовите за крстарење. Добро. Значи низ цел свет буквално, каде што пред едно 5 години се појави на агенција и екипа од Мајами кои работат, целиот концепт на настапи му е со лед. Добро, добро. Оттаму ми дојде идејата и реков, кога ќе престанам да работам на бродови, би сакал да земам еден робот, да видам како ќе биде. Бидејќи исто така работам како диџеј. Добро, супер. И да види нешто иновативно, интересно. Тоа значи дека во исто време и пушташ музика и го правиш тоа шоуто со Точно, ласерите? Да. Тоа е добро, тоа е добро. Види, имаш нешто Facebook за да знаат, пример, како да знам каде настапуваш следно? Фејсбукот ми е Роби Рей Лед Робот. Роби Рей? Да. Добро. Тоа ми е уметничкото име. Роби Рей Лед Робот. Исто фан пејџот ми е исто. Така. И исто може да ме најдете на мојата агенција која ме застапува. Добро. Lollipop Entertainment Group. Браво. Специјален поздрав до нив и до мојот менаџер Јане Јанев. Браво, Јане. Костимов не е валјда лесен да се направи и валјда не може сам човек да си земе да го направи, така? Не е толку едноставно. Не е. Костумов е... Твојов од кај го правеше? Кој ти го правеше? Искрено, Костумов ми е порачен од Кина. Добро. Во соработка со кинеска фабрика која изработува роботи. Добро. Направивме некоја комбинација од 2-3 роботи, одзедовме некои делови за да искомбинираме еден робот по мој вкус. Значи они имале искуство во тоа, така? Да, делумно има, значи многу агенции и фабрики кои работат со вакви стриктно со вакви одела, дали за филмски работи или реклами. Може да се најди
низ цел свет. Топ. Еден настап колку ти трае? Претежно настапот ми е од час и 45 минути до 2. Па како издржуваш бе 2 сата? Топло е, пример, или ништо посебно? Па, искрено губам до 2 кила во настап. Топло доста, значи? Да. Добро, кул. Се од кај ме гледаш фактички? Имаш таму негде? Да. Се заработува... Не го прави тоа пак. Има ли кај нас пазар за вакви работи? Реално. Знаеш, од типот, ако не настапуваш у странство, ако останеш строго на Македонија, може да се заработува? Со оглед дека е иновативно, сега во овој изминат период, искрено може да се заработува. Бро, тоа е добро, ми се допаѓа. Али мора константно да се менува нешто ново, бидејќи еднаш до 2 пати во ист клуб и веќе станува малку монотоно. Така. И затоа практикувам барем од прилика во една година да менувам по еден костум, барем или да по им едно бидеш дело. цело време нов. А Точно. за да им бидеш нов на гледачиве, јас сега дај широк кадар, јас сега ќе пуцнам со прстите, ти смени боја. Може? 3, 4. Вау. Вау. Види, рековме дека имаш новитет, што не си го представил до сега, а тоа е костим од Mirror Man, што го викаме. Точно. Сега, пошто не можеш нели во 2 костима да бидеш во исто време, тоа уште не си смислил како да го направиш. Твој пријател ли ќе ни помогне или како? Кој е во костимот сега? Во костимот е мојата десна рака, Одлично. на секој настап е тука да се грижи за мене, за да ми помага во облекување и во пресоблекување. Еве го Mirror Man. Можеме да представиме. Што би правил со овој костим? Овој костим Застани е си слободно, господине Mirror Man. рефлексија на секој невието. Значи тоа што се гледате самите, го гледате и кај него. Бога ми, стварно е лудо. А овој костим кој го правиш? Да го речеме, овој робот. Ова е исто моја идеја. Аха. Исто кинези? Молам? Исто кинези? Да. Да, ништо без кинезите вака, Ништо. кога ќе размислиш. За колку време може да ти направат еден робот? Зависи од... Вау, еден му пишува ночите, а? Точно, тие се специјални научари, тоа е мој мал додаток на костумот. Специјални научари со програма за нив. Значи, оди може да ода слободно реклами на научарите, анимации. Може да те опцуе, ако не му се свиѓаш. Точно. Нормално, така да пазете си. Ова е моментално за контакт со публиката, бидејќи не сакаме да бидеме во јавност. Тоа е многу паметно, многу интересно, да ти кажам. Али кул, многу кул. Види, ја немам ништо што да додам, освен многу успехи понатаму и да направиш една легија роботи онака на настапи да биде баш лудо, да излезете по 10 да може, ти додека пушташ музика. Така да, само би ти се заблагодариле, ова беа Лед роботот и Mirror Man-от. А јас ќе ти оставам витаминка за да однесеш дома, значи уште еднаш Лед робот Mirror Man. Следен имаме Маријан Ѓоргиевски со стендап. Ви благодарам многу. Постојано сме под стрес, пријатели мои, отвараме на интернет, пуштаме телевизија, преговори за името, не знам, во 155-ти преговори. Ние, животот ќе ни помини во преговори, луѓе. Отвараш на интернет, например, Мелита, нова фотосесија во кујната. Зошто да го знам то? Но не на брод. Зошто, човече? Ова не е само сега но не на брод, но не на брод со црнец, но не на брод со не знам што, но не свадба прави. И ние, девојката нема пее, но мислам, последно има издадено песна, не знам од кога, али ние упорно дознаваме, но не ова, но не она. Ние живееме со такви некои шокантни вести. И постојано луѓето се под некаков стрес. Јас не сум под стрес, немам никаков стрес, дали дека популарен. Иначе живеам во Битола, не знам али знаете, на една населба Бајро се вика. Има некој што знае? Тој е како Монмартар во Париж е. Тесни улици, високо, најгоре снег вака паѓа, например, снегот, ја заклучува школата, дозгора со лизгање, назад со чеканчиња се враќаш. Мислам, таква е населбата и неа менувам. Куќите се поставени амфитеатрално, секој да има поглед врз секој, отвараш прозореците како комшите во дневната. Што правите?
Мислам, населба створена, пријатели мои, специјално онака за свадби. Идеално онака публика да можеш да знаеш точно која невеста од кој момент отвараш вака директно на балконот, гледаш таму невеста да кај што ја вадат и така натаму. Уживанција, нема подобра населба. Си ја рекламирам успат населбата јас. Иначе сум глумец по професија, имам играно во неколку филмови. Не знам дали ми имате видено во некој филм. Ми имате видено? Не, и јас се немам видено. А уште на факултет бев спремен, онака глумец, знаеш, се запишувам се, доаѓам Скопје, седам вака пред огледало прва година, втора година, створен за филм, вака се гледам, тоа е тоа. Никој не се јавува. Трета година ми пишува, некој вика, ќе ти звонам, крени продуцент тој и тој. Опа, викам, дури со порака. И звонам, вика, ало, ти ми требаш и никој друг. Кој ќе ми речат ти ми требаш и никој друг, значи сите откажале, уште јас останав. Велам, повели, кажи, зашо се работи, за каков филм, јас сакам да работам многу филм. Вика, прво вака, за бизнисмен се работи, бизнисменот вика, джогира, вика на кеј, кај ме најде, викам, бизнисмен, Со вика, со клучи, джогира, вика, прави вежби, така натам, одиме на снимање, 5 сато са бајле. На кеј, значи сите откажале, ме сваќаш. Тој застана со камерата таму, јас ваму и правам некој, вика, прави вежби! Од таму, јас вака почнувам да правам вежби, едно време само викам, а вака или вака? Како сакаш, ништо не се гледа. Ужас! После ми понудија соработка да имам за македонска народна приказна Глуп 2 да играм. Оти Глуп 1 е Лазе Бараков. Викам, не, нема да почнам кариера на македонски народни приказни, нема шанса. Викам, повели, кажи за филм сакам да работам, вика, се работи дечко и девојка, по некој време ти влегуваат во брак и вика, дечкото ја фаќа, вика. Девојката, како вика, девојката го фаќа дечкото, како тој изневерува. Викам, супер човек, али со маш. Викам, за кој маш ме бараш, за овај или за овај? И на крајот испадна за овај. Во едни розови хулахопчиња стенкав таму. Некои видеа не сакаш да ги гледаш. Тоа е моето филмско остварување, иначе играв и во Балканот не е мртов. Сцената со Раде Шербеџи таму една од Србија. Јас бев келнерот тој што се појавува и вика само кафе. Ја секоја на монтажа. И ја нема, нормално бев на премиера се вака горто облечен, вака со сакоа, со 300 работи, претходно имав сако, морам да кажам. Сега сум покажал. И облечен вака се и Марин Ѓурѓевски нема. Во ова, ме секоја на монтажа. И вела дека е многу битно да си глумица. Глумец тешко може да се пробиеш. Како, шо, да направиш ти џабе ти едноставно. Глумица, само вака да мрдни, друго е. Маш замисли, ти сега одиш, например, седнуваш вака да преговараш за филм и му правиш на продуцента. Прво нешто што ќе ти рече од овие ерите глане можеме да крениме. А жена да застани вака, само вака да направи, одма се фокусираш на тоа нешто. Размислував многу како мажите да се подобрат најцело време, како ова са време на жените, дајте им простори така натаму. Направив краток список за тоа како жените треба да ги направат мажите посреќни на некој начин. Најдов една статија на интернет, америчка, и пробав таа статија да видам дали функционира кај нас. Прво, во статијата вели, припремете некој мексикански специјалитет. Кој црни мексикански специјалитет? Таа манџа не знае да направи специјалитет. Замисли дома седнати сите и мајка и тука пробува. Вкусно. Ама не ќе беше лошо и граб да направиш. Втор совет вика, исто, изненадете го мажот со некоја кожна секси облека. Се враќаш од работа, капнат, се ги стекуваш тука и ја гледаш та. Бетмен, ај направи нешто за јадење, бе? Едноставно не функционира, драги мои пријатели. Кај нас овие амерички глупости нема шанса. Исто, вика, мажите постојано мислат на секс. Да бе, ние седиме и постојано на секс мислиме. Али тие немаат самодоверба, затоа кога сте со другарки, дајте му самодоверба. Кажете дека тој е битен, дека тој владее со материјал. Замисли, со другарките седи и застанат, а ти во ќошот таму. Маријан, свака час е. Кога ме фати да ме мава, да ме тепа, значи, вака, значи, лудници. Ужас ми да ти капат очите од срам. Исто велим, напишете на Фейсбук дека тој е мажот ваш. Мислам, неверојатно. Замисли, седиш и пишуваш ти, Маријан е човекот кој што го сакам, легнати, голи и со кебето покриени вака. Ужас. Па, драги мои дами, направете мажите да бидат посреќни. Те сакам многу.